благодарам на Фемина дека ме поканија да бидам дел од тоа платформа. Навистина овде сум прв пат, еве сега зборав со уредникот и собственик Александар Наков и ми кажува дека 8 пат се организирало ова. Јас реално овој пат прифатив да бидам говорник и да видам зашто станува збор. Ми се допадна многу платформата, одлични жени, капацитетни се овдека дел од сите овие збиднувања, се случува едно убаво квалитетно вмрежување на истото. Нормално ме повикаа за да ја раскажам приказната на Елена Лука Груп и бизнисите кои што ги работиме и која е рецептурата, да речеме, за успеси во работењето. Ги раскажав тие некои точки битни, основни, кои што сметав дека во тој тајминг треба да бидат кажани. И многу битно ми беше прашањето сега, затоа што во принцип на другите медиуми зборавме повеќе за некои системи на работење во бизнисот. Овде може би се задржала поише, еве да имаме разни изјави во делот на тоа дека жените имаат поставени прашања, кои се моите мислења кога треба и кога е вистинското време за започнување на свој приватен бизнис. Едноставно сакам и сега да ја пратам пораката можеби до нив дека вистинско време е сега, затоа што нема што да се одлагаат работите кога веќе имате оригинална идеја за отпочнување одредена концепција и сте направили истражување на пазарот дека вашиот производ е интересен за работење, така да сметам дека е право време за стартување на таков бизнис. Нормално им кажав дека многу е битна самодовербата, меѓутоа кога веќе имате таков креативен ум кој што ви дава една уникатна идеја, вие сте на добриот пат и сте човек кој што може веќе да реализира една бизнис сериозна идеја. Нормално сакам да кажам дека амбицијата кај жената секогаш треба да биде предност, а не обратно, за да можеме да ги разбиеме тие предрасуди на пазарот. И многу ми е битно жените да знаат дека жената не е само жена, него жената е сила, дека е одличен капацитет, дека треба да го менува општеството, дека не е само битно колку богато ќе живеете, туку колку позитивни да кажеме влијанија ќе оставите на пазарот и на општеството, колку ќе го подобрите животот на другите околу вас. Едноставно треба да бидете мисионер кој што ќе бидете одбран, да оставите траен печат на местото каде што делувате, каде што живеете. И воено не е поентата само да бидете успешни, туку и да бидете значајни, за да оставите одредени битни параметри кои што при тоа се поенти на живење, при тоа во себе имаат една сериозна етика, кои што треба да ве направат општествено одговорна компанија, а не само личен успех и придонеси. И затоа треба да се движат во тој правец и само нормално на крајот најголемата тајна е работа, ништо не е тајно. Со работа се реализираат многу нешта, така да и предприемаштвото е како спорт, бара успехот, перманентно тренирање и работење на проблематиките за да може да успеете. Перманентна работа, истражувања на највисоко ниво, тенденции во светот, во делот на бизнисот, оние сектори кои мене ме занимале сега нормално, ме интересирало градежништвото, ме интересирала модата, медиумите, еве од скоро време сега како дел од 50% собственост и во Цар Само и во делот на хотелиерство и медицина, бања и сега нормално се занимавам со таа проблематика и структура и сметам дека треба да направиме еден одличен центар кој што ќе биде познат не само за Републиката, него и надвор интернационално, поготово центар кој што еве има квалитетна вода кој што е втора во Европа по структура, кој што дава страшно добри резултати, кој што датира од 84 година како бања, меѓутоа како вода 2000 години стара вода, кој што порано било наречено светилиште, цела таму терма, така да перманентно истражување и многу работа на проблематиките, меѓутоа па мене фокусот ми е само свртен на работа, морам да кажам. Јас сум навлечена на креации и на создавање во тој смисол, така да мора да се откажете од некои можеби лични хедонистички нешта во функција на работењето, ама пак и работата од друга страна е сериозно уживање доколку влезете во тоа и поготово кога создавате резултати. И за мене тоа најубавата благосостојба, нормално заедно со радост и среќата на мојот тим и радоста на мојот син и на сите што се околу мене како заедница во оваа држава. Како што скоро имавме презентација на Футура комплекс, значи тоа е еден изузетно одличен комплекс од 47.000 метри квадратни, стациониран објект во кисела вода. Сметам дека таа е најнадежната и најфундаментална населба во моментот каде може да се инсталира нашиот бизнис после долги истражувања. Нескромно ќе кажам, нашите клиенти и оние кои што ја следат работата на Елена Лука
ги купуваат нашите станови уште во фаза на проектирање, веруваат во нашите избори каде ќе ги стационираме локациите на нашите објекти, така да сметам дека Кисела вода ќе биде сегашното седиште и сите наши идни инвестиции ќе бидат насочени таму, затоа што таа населба е лесно совладлива, со 5 минути пешки одење до строг центар на град, една топла населба, со една одлична ружа на ветер, 47 метри квадратни, како што кажав, околу 30 милиони евра инвестиција, една сериозен предизвик за работење на сите оние кои што го работат бизнисот, знаат колку е тоа сериозно да се изменаџира и да се изработи. И нормално имаме и друг објект сега, Connect 5 Plus, го предадовме пред еден месец, дена нема, можеби тоа беше сериозен објект во аеродром, објектот Мелоди кој што се наоѓа на Коце Металец. Сите наши објекти си имаат имиња, тие се како колекции во модата, инспиративни се, инспирација биле, да кажеме, за мене и за мојот тим од одредени проблематики, така да тоа е во делот на градежништвото и уште многу новитети кои што следуваат многу брзо, а во делот на модата сега се празници, повелете, видете ги нашите празнични боксови кои што ги продаваме со подароци за секоја жена, дама, девојка и нормално најава на новата колекција која што официјално ја најавивме. Тоа е колекцијата за успешни жени, за квалитетни жени. Има дел од ова, гледам позади мене овдека тимот има изложено на барање на организаторот на Профемина. Тоа се костими од скапи материјали, затоа што досега жените носеле некои панел комплети во една боја, меѓутоа недостасувале може квалитетите. Сега следува една луксузна едиција на костими за работа, за излегување и други парчиња на облека, за која што те ќе чуе македонската жена, кои притоа се продаваат по поволни цени, едноставно затоа што сакам сите македонки да бидеме убави, модерни и квалитетни. Затоа што жената кога знае да работи бизнис, таа сака и квалитетно да биде облечена. Заедно со мојот дизајнерски тим ја создадовме оваа колекција токму во тој смисол и за таа цел.